بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان رمضان Welcome holy month رمضان أهلا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله أما بعد во името на Аллах, милостивиот премилостив, Господарот на сите светови, со чие име започнуваме, со чие име и ќе завршиме. Салават и селам, мир и спас и благослов му донесуваме на нашиот најсакан, најизбран пејгамбер Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, на негова фамилија, асхаби табиин и сите следбеници на овој дин кои доследно го следат до судниот ден. Почитувани браќа, почитувани сестри, почитувани пријатели и сите вие кои не следовте во изминатиот период. Со оваа последна емисија го завршуваме овој циклус на предавања во овој благословен месец Рамазан и Шериф. Па затоа уште на почеток правиме дова на нашиот Господар, нашиот Створител и Создател. Аллах да не благослови за она што вложивме труд. Аллах да ве благослови вас за она што го чувте и го научивте од нас. Го молиме Аллах за оџеле ова да го запише во наши добри дела и да ни се најде на кантарот наши добри дела на судниот ден. Поштовани драги браќа, поштовани сестри, поштовани верници и вернички. Имајќи во предвид дека утре сме на денот на Рамазан Бајрам. Наша должност е да се подсетиме за некои прописи, некои адаби, начини на однесување по повод утрешниот ден Рамазан и Бајрам. Нашиот пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи васелем имал пракса вечерта наспроти Бајрам да оживува со текбир. Аллаху екбер, Аллаху екбер, ла илаха илля Аллаху, Аллаху екбер, Аллаху екбер валил хамд. Овој текбир го изговарал пејгамбер салаллаху алейхи васелем вечерта наспроти Бајрам, па се додека имамот ќе се качел на худба. Кога се качел на худба, и тука веќе прекинувал со текбирите. Друга пракса која имал нашиот пејгамбер Мухаммед салаллаху по повод утрешниот ден, пејгамбер салаллаху се капел, се туширал. Потоа облекувал најубава облека, која имал посебна облека, која облекувал во денот на Бајрам и во денот на Џума. Потоа пејгамбер салаллаху алейхи васелем на себе ставал најпријатен мирис кој го имал. Четврто, пејгамбер салаллаху алейхи васелем препорачал да човекот го извади витрето до пред клањање на Бајрам. Бидејќи оној кој ќе даде витр пред Бајрам, тоа му се пишува како садакатул фитр. Додека оној кој ќе подели после клањање на Бајрам, тоа ќе му биде обична садака од садаки. Потоа, пејгамбер салаллаху алейхи васелем имал пракса за Рамазан Бајрам, без оглед дали тоа Рамазански Бајрам или Курбан Бајрамски Бајрам, имал пракса пејгамбер салаллаху да ги повикува и жените да присуствуваат на рамазанската прослава, односно да клањаат и тиме. Гледаме
дека пејгамбер салаллаху алейхи ве селем откако ќе одржал худба, говор по повод Бајрам, потоа отидел кај жените и кај нив одржувал говор и ги предупредувал и им наредувал да делат садака. Потоа друга пракса која била на пејгамбер селем била да оди по еден пат за Бајрам, а кога ќе се врати дома да се врати по друг пат. Тоа е пракса на нашиот пејгамбер селем и затоа ние, следбеници на неговиот суннет, на неговата вера, треба да се потрудиме на утрешниот ден да ги примениме во пракса овие суннети на пејгамбер салаллаху алейхи ве селем. Инаку Рамазанскиот Бајрам кај Аллах азза ва џелле е наречен Јаумул џајзе, ден на награда. Пренесува Табарани, пренесува Ибн Хузейме со слаб ланец на пренесувачи, меѓутоа улемата, иако е слаб, го наведува како поука за верниците. Вели пејгамбер салаллаху алейхи ве селем: "Ида кане Јаумул фитр", која ќе биде ден на Рамазан Бајрам, вакафетил мелаике, мелеките застануваат по патиштата, по улиците и викаат халумму, халумму, и повикуваат со глас кој ние, како луѓе, не сме во состојба да го слушнеме и да го сватиме. Побрзајте, побрзајте кон Аллаховата награда, бидејќи овој ден се нарекува во небото, кај Господарот Аллах азза ва џелле, Јаумул џајзе, ден на награда. Да примат награда постачите, да примат награда оние кои овие изминати рамазански денови ги поминале во скрушеност, во починетост, во правење на добри дела. Потоа се наведува дека Господарот вели: "Јас сум задоволен од нив." И затоа моја награда за оние кои го испочитувале овој Рамазан и Шериф, наградата нивна е дека Аллах азза ва џелле ќе им ги прости нивните греови и дека нивните лоши дела ќе ги замени со добри. Затоа утрешниот ден е ден на награда, каде секој оној кој вложил труд заради Аллах азза ва џелле, тој ќе ја прими наградата. Асхабите му рекоа, другарите му рекоа на пејгамбер салаллаху алейхи ве селем: "Аллахов пејгамбере, кога верникот ќе ја прими наградата?" Пејгамберот салаллаху алейхи ве селем рече: "Верникот ќе ја прими наградата кога ќе заврши со својата работа." А тоа е веднаш утрешниот ден Рамазанскиот Бајрам. Плюс Аллах во Куран вели: "Иннама ювафауна уџурахум јаумал кијаме." Верниците посебна награда ќе примат на судниот ден кога ќе одат пред Господарот Аллах азза ва џелле. Пренесува Вехб ибн Мунеббих дека пејгамбер салаллаху алейхи ве селем рекол: "Кога ќе биде ден на Бајрам, тогаш шејтанот силно испушта висок крик и глас на јад, на разочарување и на револт. Па тогаш останатите шејтани, негови помошници и придружници се собираат околу него и го прашуваат: "О наш водичу, о наш заповеднику, кој те насекира, кој те разочара?" Тој вика: "Денеска сум гневен и лут, бидејќи денеска им простил Аллах на умметот на Мухамед ﷺ. Затоа, ако сакате да ме расположите, да ме развеселите, тогаш пуштете се меѓу луѓето, оддадете ги на харами, гледајте да внесете раздор, расправа и кавга меѓу нив. Само тогаш јас ќе бидам весел и радосен." Бидејќи Бајрамот е ден кога верниците треба да си подадат рака еден на друг и оние кои се скарани да се помират. Верниците треба да го искористат овој ден, ден на Рамазан Бајрам, да се посетат еден на друг, да си пружат рака еден на друг. И тоа е суштината и символиката на овој наш голем и величествен празник, а тоа е Рамазан Бајрам. Пренесува Енес ибн Малик ради Аллаху анху дека пејгамбер салаллаху алейхи ве селем кога дојде во Медина, најде како жителите на Медина празнуваат два дена. Па пејгамбер салаллаху алейхи ве селем ги праша: "Ма хадани јауман, што се овие два дена?" Ти рекоа: "Овие два дена ги наследивме од џахилијет, од паганско време, во кои денови ние се одмараме, празнуваме и се веселиме." Тогаш пејгамбер салаллаху алейхи ве селем им рече: "Инна Аллаха кад абдалахума би хајри минхума." Аллах азза ва џелле ви ги смени овие два дена со други два празника до судниот ден. Тие се Рамазан Бајрам и Курбан Бајрам. Значи ние, драги браќа,
како верници, како припадници на вера, имаме два големи празници. Тие се Рамазански бајрам и Курбан бајрам. Меѓутоа, да не заборавиме дека имаме и еден неделен празник, а тоа е празникот Ден на џума, неделен седмичен празник за верниците. Поранешните наши добри генерации, како Хасан ел Басри, Омер ибн Абдул-Азиз и други исламски научници, тие нагласуваат дека верникот покрај овие празници, верски празници, тој има уште други 5 празника. Меѓутоа, не оние празници за кои ние сега зборуваме. Вели Хасан ел Басри, празник е оној ден во кој верникот нема да направи грев во него. И тој ден се рачуна за него бајрам. Секој еден ден во кој верникот го помине без да направи грев, тој ден му се пишува како бајрам кај Аллах азza ва џелле. Вика, втор бајрам му се смета оној ден кога верникот ќе умре со иман, кога верникот ќе умре со шехадет во уста, кога верникот ќе го напушти овој дуњалук со изговарање и со посведочување на едноштвото на Господарот, бидејќи ние кога дојдовме на овој дуњалук, ние дојдовме со шехадет. Нам ни се учеше езан во десно уво и икамет во лево уво, а тоа значи посведочување дека единствен Господар кој заслужува да му се кланяме Аллах азza ва џелле. И затоа оној кој ќе успее да го напушти овој дуњалук свесно, изговарајќи и потврдувајќи дека нема друг Господар освен Господарот Аллах азza ва џелле, шехадет ла иляха илlallah ва анна Мухаммеден абдуху ва расулух, дека тој за него тој ден се рачуна како бајрам. Трет бајрам за верникот, вели Хасан ел Басри, е оној ден кога верникот ќе го помине сиратот. А тоа е станица од станиците на судниот ден. Тој е мост лизгалив, тој е мост потенок од влакно, поостар од сабија. Па ако верникот успее да го помине тој мост, од другата страна се наоѓа џеннет, додека ако падне, тој паднал доле во провалија, во џехеннемска провалија. И тој за него е ден бајрам, празник. Четврти бајрам за верникот е кога верникот ќе успее да влезе во џеннет. И тоа е за него бајрам. И пети бајрам за верникот, покрај овие празници, Рамазански бајрам и Курбан бајрам, пети бајрам е денот кога Господарот Аллах азza ва џелле во џеннет ќе им се појави пред верниците и тие да го видат него. И тоа е најголема награда за верникот, да го види својот Господар на судниот ден, на оној кој му робувал. Затоа пренесува и Бухари и Муслим дека Аллах азza ва џелле ќе им рече на џенетлиите во џеннет: дали сте задоволни? Дали го најдовте она што ви го ветив? Тие ќе речат: Господару, зарем да не бидеме благодарни? Кога ти не спаси, кога ти ги отежни кантарите на нашите добри дела и не внесе во џеннет, не отрна секоја мака и секоја грижа. Потоа Господарот Аллах азza ва џелле ќе им рече: дали посакувате нешто друго? Тие ќе речат: зарем има нешто друго? Зарем има нешто друго? За џеннет кој Господарот Аллах азza ва џелле вели во хадис кудси: а'адетту ли ибади, јас имам подготвено за моите робови око што не видело, уво што не слушнало, ниту човечкиот разум или ум може да замисли. Тоа е џеннетски пространства. Тие се убавени, бесконечни, неограничени. Нивните задоволства не може да се опишаат. Тие ќе речат: Господару, зарем има нешто поголемо од тоа што го имаме? И тогаш Господарот Аллах азza ва џелле ќе го трне тоа перде, ќе го трне таа завеса, и тогаш верниците ќе гледат во Господарот Аллах азza ва џелле, како што вели Аллах азza ва џелле: вуџуху јауме идин надире ила раббиха надира. Тој ден некои лица ќе блескаат, ќе светат, гледајќи во нивниот Господар Аллах азza ва џелле. Затоа, драги браќа, утрешниот ден да го искористиме во посета на нашите фамилии, во посета на нашите соседи, во посета на нашите блиски, да ја почувствуваме таа топлина. Бидејќи нашата вера е вера на собирање, вера кога има потреба и за разонода, кога има потреба и за одмор. Еднаш Ебу Бекр радијаллаху анху, влезе во куќата на пејгамбер селем, во куќата на Аиша, која беше сопруга на пејгамбер саллаллаху алейхи васелем. И кога виде тука внатре две девојчиња како пеат песни, како изговараат некои
рецитали се посетуваат на паганското време, на благодетот на исламот кој Аллах ги упати, и Ебу Бекр се налути и рече, зарам свирка, шејтанова свирка во куќата на пејгамбер салаллаху алейхи ва селем. Тогаш пејгамбер салаллаху го спречи, му рече, стоп Ебу Бекр, да знаат, ли талем ел јахуду ван несара, енне фи дин на фуска. Рече, остави ги Ебу Бекр, нека пеат девојчињата, нека знаат и другите припадници на вера, евреите и христијаните, дека во нашата вера има простор за прослава, и во нашата вера има простор за разонода, за рекреација, за прослава, за одмор. И тоа е ширината, и тоа е благодетот на оваа вера, која во сите аспекти на животот постава рамнотежа меѓу дуњалук, меѓу ахирет, меѓу духовното и материјалното, меѓу потребата на душата и потребата на телото. Затоа, драги браќа, го молам Господарот Аллах за оџеле утрешниот ден да го направи ден кога ќе ја примаме нашата награда, утрешниот ден да пружиме рака на помирување со оние со кои немаме муабет. Ако сакаме да го задоволиме нашиот Господар Аллах за оџеле, нека не биде честит утрешниот празник Рамазан Байрам, Байрам Шериф Мубарек Олсун, пршувијат байрами, куллу амин ва антум би хајр. Нека Аллах за оџеле ги прими вашите дела, ги прими нашите ибадети кои ги правиме во овој ден. Нека Аллах за оџеле награди со неговите неизмерни награди, молејќи го Аллах за оџеле со неговите убави имиња и совршени својства, Аллах за оџеле да внесе радост во нашите фамилии, да внесе радост во овој уммет на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, имајќи во предвид дека еден ден пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, кога излезе за Байрам, кога гледа сите деца беа облечени во нова облека, имаше само едно дете, беше расплакано. Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем беше пејгамбер на милоста. Веднаш потрча кај тоа дете, го зеде во прегратка и го праша, зошто ти плачеш, зошто ти не си дотерано и облечено? Рече, мојот татко загинал како шехид на Аллаховиот пат. Тогаш пејгамбер со селем му рече, дали посакуваш јас да ти бидам твој татко? Дали посакуваш да Фатима ти биде твоја сестра? Дали посакуваш Хасан и Хусен да ти бидат твои братучеди или браќа? Па потоа го зеде пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, го зеде на овој сирак дома, го облече со најнова облека, го нахрани и го извади потоа. Тоа, драги браќа, нашиот пејгамбер Мухаммед селем, кој секогаш внесувал радост, секогаш бил пријател, и ние на утрешниот ден да ги отвориме нашите џепови, да ги израдуваме нашите деца, да знаат дека е наш празник. Со тоа да внесеме традиција, да внесеме пракса, да нашите деца се радуваат, да нашите фамилии почувствуваат радост, да ги оставиме кавгите, да ги оставиме непријателствата кои владеат меѓу нас, бидејќи овој дуњалук, драги браќа и почитувани сестри, е толку краток, толку брзо заминува и толку брзо ќе замине, нема ништо да остане. Затоа да оставиме трајни дела кои ќе сведочат за нас после нашата смрт, дека ние сме биле навистина вистински лојални и доследни припадници на оваа вера. Нека биде честит, нека биде мубарек, нека биде благословен овој празник Рамазан Байрам, иншаллаху теала. Го молам Аллах за оџеле на крај, после овој 30-дневен циклус на Рамазан и Шериф, го молам Аллах за оџеле, она што сме го погодиле, тоа беше заслуга на Аллах. Она што сме го сгрешиле, тоа беше од нас и од шејтан. Па бараме прошка на Аллах да не ги покрие нашите греови, да не ги покрие нашите срамоти. Го молам Аллах за оџеле да ги награди сите наши браќа, сите наши поддржувачи кои не поддржаа овој Рамазан и Шериф, да истраеме на овој пат. Истовремено користам прилика да се благодарам на нашиот пријател во овој Рамазан и Шериф, а тоа беше телевизија Спектра, која беше наш нераздвоен другар, која ги следеше нашите активности во овој Рамазан и Шериф. Нека Аллах за оџеле ги благослови, им даде успех во нивната понатамошна работа. Го молам Аллах за оџеле на сите вас, браќа и сестри, да го прими вашиот пост, ги прими вашите добри дела и да ве награди со Дженнетул Фирдеус, со највисоко место во Дженнет, во друштво со нашиот пејгамбер и избраник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Уште еднаш ве поздравувам со исламскиот поздрав. Саламуллахи алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Нека биде Аллахов мир, милост и благослов со вас секаде каде и да сте, секаде каде што не пратите, и нека овој Рамазански Байрам ви биде честит, нека биде благословен. Поминете го во кругот на вашите семејства, во кругот на вашите најблиски и најсакани, и да го изразиме нашата толеранција,
нашата братска љубов, нашата меѓусебна почит, бидејќи тоа е благодетот, тоа е символиката на нашите празници. Уште еднаш го молам Аллах за оџеле да ни го прими ова дело, да ни го прими овој труд кој го вложиме во овој изминат период и ка Аллах за оџеле биде задоволен и со вас и со нас. Вассаламу Аллахи алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان